По силното невреме и 3 дена неизвестност, жителите од штипското село Лакавица добија струја. Во Чешиново, Блешево, на расчистување и санирање на штетите се работеше деноноќно, бидејќи таа беше една од најпогодените општини. Во овој момент можам да кажам дека снабдувањето со електрична енергија е нормализирано по сите населени места. Остануваат уште неколку индивидуални проблеми, паднати мрежи од дистрибуцијата на електричната мрежа, кои што треба да се санираат и ќе бидат во текот на денешниот ден конечно целосно санирани и можеме да кажеме дека цела општина е веќе покриена со снабдување со електрична енергија. Патиштата се проводни локални улици од дрвета кои што беа паднати, јавното комунално претпријатие интервенираше и ги отклони сите пречки кои што беа на патиштата по населените места. Ураганскиот ветер и дождот сериозно и со големи штети го пореметија секојдневието во Лозово, каде општината прогласи елементарна непогода. Во општина Лозово се одржа вонредна седница на која едногласно беше донесена одлука за констатирање на елементарна непогода како последица на силното невреме што ја зафати нашата општина. Во исто време формиравме комисија за проценка на штети, која што ќе биде составена од 3 тима кои започнуваат со работа на терен. Нивна задача ќе биде во најкраток можен рок да ги евидентираат и проценат сите пријавени штети кај домаќинствата, земјоделските стопанства и останат имот. Така да ќе искористам оваа прилика да ги повикам сите граѓани кои претрпеле материјална штета, своите барања да ги достават до општина Лозово најдоцна до 27 јули, односно во текот на денешниот ден и понеделник, за да можеме навремено да спроведеме законската постапка за проценка. Големото невреме проблеми му донесе и на Штип, претходно на Делчево, но и во други општини. Но јавните претпријатија и во многу случаи граѓаните беа брзи и ефикасни. Предходно пред непол месец делови од регионот, особено Штип и Пробиштип, силно страдаат пожари. Во Штип останаа уништени многу имоти, изгоре куќа, исто како и во Пробиштип, каде штетите беа големи.